Тоа беше едно торнадо од емоции, помешани чувства, од секунда во секунда се менуваат чувствата. Тага, страф, очекување, среќа, предвидување на успехот кој што ќе го достигнеме. Така што навистина беа многу тешки тие моменти кога се добиваше согласноста од пациентката, од семејството на пациентката да се трансплантираат органите и останатите ткива кои што беа земени. Прва мисла наша беше насочена према фамилијата која го донира. Значи органот, значи една бескрајна благодарност до нив за овој хуман гест. Идејата датира од октомври 2019, кога заедно со Националниот тим за трансплантација дојдовме до идеја за актуализирање и возобновување на ткивната банка кај нас. Така што се работеше, викам, година и половина, меѓутоа со актуелностите како со пандемијата на ковид, некако плановите добија малце поинаков тек и сега се створи шанса да се добие согласност за да бидат одземени и коските и меките ткива од починатиот донатор. Првата историска експлантација на коски во нашата република беше изведена ноќта помеѓу 16 и 17 април, негде 3 часот по полнок. Неа ја извршија четворица колеги од нашата установа, 2 инструментарки и 1 болничар. И јас сум искрено благодарен на целиот мој тим, затоа што во касните ноќни часови ги напуштија своите домови, дојдоа и ја извршија оваа експлантација со која треба да се горде цело македонско здравство, поготово македонската ортопедија. Листата на пациенти кои што чекаат на заместителни ткива и органи е голема и е многу динамична, секојдневно се менува. Тоа значи дека секој ден во нашите операциони сали има потреба за ставање на ткиво или коска. Од еден организам може да им се помогне од тоа што го експлантиравме ние во оваа ситуација, може да им се помогне на над 10 пациенти кои што чекале за таква заместителна коска. Тоа се најчесто пациенти со малигни заболувања, со дефект на коски, може да бидат спортски повреди, пациенти на кои им треба ваков трансплантат, така да одиме од чекор во чекор. Донирањето на органи, веќе кажав претходно, представува еден вид на продолжување на животот по смртта. Тоа значи едноставно еден алтруизам кој што е врвно човеколюбие, во смисла по смртта му се помага на некој на кој што тоа навистина му треба. Дури викам, луѓе се спасуваат, како што веќе претходно кажав, животите се спасуваат, а на многу голем дел од нив може да им се врати видот, може да им се врати одот, можат од инвалиди да се претворат во луѓе кои што чекорат, баш поради дарувањето на органи и ткива.
На нашата клиника постои коскена банка од средината на 80-тите години од минатиот век и во неја се складираат ткива, односно коски добиени од автотрансплантација и од живи донатори. Тоа се пациенти кои што подлежат на ендопротетска замена на колкот и останува дел од коските кои што тие се согласуваат да бидат употребени натаму медицински цели за други пациенти. Истата банка е оформена од авангардата тогашна наша на ортопедија, на ортопедската хирургија. Самата коскена банка се уште си функционира во тој формат, меѓутоа сега се проширува на малце поголема количина на коски кои што би се чувале и на меки ткива. Добивме една донација од германска амбасада на фрижидер кој замрзнува до минус 80 степени, каде што ќе може да се чуваат ткивата и коските подолго време. Така да ќе имаме и подолго време за акцептирање на пациенти и за нивно градување на експлантатот. Така да јас мислам дека се развиваме во една добра насока и реално јас ќе дадам целата моја поддршка со едукација на кадар од нашата клиника токму за оваа потреба.